Успешната приказна на Опел започна во 1862 година. Тогаш Адам Опел ја создаде својата прва машина за шиење во Руселскај, подготвувајќи ги темелите на компанијата. Опел наскоро се разви во еден од најголемите производители на машини за шиење во Германија и извезуваше низ целата Европа. На својот асортиман 4 години подоцна ги додаде велосипедите, со што стана еден од првите производители на велосипеди во Германија. Поради падот на бизнисот со велосипеди во 1890-тите, синовите на Адам, Фриц и Вилхелм Опел го посетија првиот германски саем за автомобили во Берлин во 1897 година и таму се сретнаа со Фридрих Луцман, кој веќе произведуваше автомобили. Браќата Опел предложија партнерство во кое ја обезбедија комплетната инфраструктура за производство. Така се роди фабриката во Руселскај, на чии темели и денеска се одвива производството на Опел. На 21 јануари 1899 година за тогашни 116.887 марки браќата Опел ја откупија компанијата од Луцман и ја заокружија сопственоста. Во 1920-тите, паралелно со автомобилскиот бизнис, Опел стана најголемиот светски производител на велосипеди, успех за кој беа заслужни синовите на починатиот основач на компанијата. Во текот на своето постоење, Опел изгради портфолио од 75 милиони возила произведени во своите фабрики во Европа и се етаблира не само како производител на автомобили, туку како собственик на иконски модели што оставија длабока трага во историјата на автомобилизмот и мотоспортот. Прославувањето на јубилеот означува почеток на нова ера, исто како и пред 125 години. Тогаш компанијата стана пионер со влегувањето во автомобилската иднина, а сега Опел е електричен пионер кој нуди мобилност без емисии. Додека пред 125 години Опел патент мотор ваген систем Луцман беше пионерско достигнување како прв автомобил од Руселскај, денеска тоа е најновата генерација на бестселерот Опел Astra, кој е дизајниран, развиен и произведен таму. Најдобар пример за електричната иднина се новата Astra Electric и неизината изведба Sports Tourer Electric, која е меѓу првите електрични возила во светот со караванска каросерија и се произведува во Руселскај. Но тука не запираат активностите на Опел. Во текот на јубилејната година, сите модели на компанијата добија и електрични изведби. Горд на своето минато, Опел чекори годинината без емисии, со возила кои се забавни за возење и погодни за секојдневна употреба. Тоа го докажуваат и новите Opel Grandland и Opel Frontera.